Согласно член 77 став 2 од деловникот, барам точката 4, предлог законот за измена на законот за детективска дејност да се симне од дневен ред. Имено зашто го барам ова, затоа што според стручната јавност со сегашниот закон во многу одредби имаме ограничување и отежнување на работата на приватните детективи, како што е, например, обврската со која се бара за нивно ангажирање да се случи договор, односно полномоштво заверено на нотар, што ја доведува во прашање дискрецијата на работа на овие лица. Сметам дека со овој закон, кој што всушност измена и дополнување на овој закон, кој што всушност представува усогласување на одредбите со законот за прекршоци, не се решаваат суштинските проблеми, па дури и се отвараат некои дополнителни прашања кои што можат да влијаат на нивната работа. Инаку и оваа седница сепак не се слуша гласот на пратениците од опозицијата, кои што навистина имаа и денеска конструктивни предлози, кои што беа исто така барања за измена и дополнување на дневен ред, како што беше, например, законот за измена на данокот на додадена вредност за прекамбените производи, со кои што граѓаните ќе плаќаат многу поевтини цени за овие производи, или пак законот за акцизите кои што го предложивме, со кои што требаше да се намали дури до 50% од акцизата за течните горива, со што ќе се намалија и дополнително цените на течните горива, но сепак и тоа денеска не поминува, нема слух кај мнозинството и едноставно се тераат по својата агенда. Исто така сакам да кажам и збор 2 за денешната манипулација која што се случува во државата со повторно патувањето со авионот за Брисел, во кој што имаме повторно добивање на датум кој што всушност не е датум за отпочнување со преговори, туку е датум за промена на устав, датум за ново понижување на македонскиот народ и дополнителна бугаризација на државата. Навистина ми е жал што се случува ова во моментов и што мнозинството на пратеници во собранието не собра храброст да каже не за непристојниот предлог, и се надевам дека сите вие почитувани колеги пратеници ќе бидете гости на затворената коктел забава кој што ја организира премиерот, каде што верувам дека ќе има вкусни јадења и добро ќе се најдете вака со таа храна, но сепак ако беше победа, а не предавство, требаше да бидете надвор заедно со граѓаните на плоштадот каде што